Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Баш термин. Се надевам дека и денеска ќе бидете со нас 40 на минути, кои што се предвидени за оваа емисија и во која што ќе обработиме, се разбира, одредена тема која станува збор за оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со здравјето. Денес одровме на интересна тема, можеби баш не е погодно време за да се разговара за ова, меѓутоа ја одбрав од причина што никогаш не сме разговарале за овој проблем, а добро е нели да се споделат вакви информации за да ви бидат нештата појасни. Лазерска епилација. Значи тоа би значило отстранување на влакна, на оние несакани влакна нели на нашето тело, се разбира на повеќе делови од телото. А за оваа тема одговорен доктор е доктор Тихомир Цветковиќ, кој што ни доаѓа од приватната здравствена установа Дерма Плюс, значи здравствена установа за дерматовенерологија, и ќе разговараме на оваа тема, ќе ни каже повеќе информации во однос на тоа што представува изразената појава на влакна на разни делови од нашето тело, кога почнува да се јавува ваквиот проблем, значи која е причината, како може тоа да се среди во однос на лазерот и така натаму, значи многу информации, сега да не ги откриваме нели сите прашања и се надевам дека сите оние кои што ќе не следат ќе биде од ваша корист ако имате уште повеќе некој ваков проблем и ако сакате да го решите. Доктор Тихомир, за прв пат во ваш термин, драго ми е. Добар ден, ви благодарам на поканата. Так, кажав дека ќе говориме за една тема, можеби не специфична за овој период, меѓутоа добро е да се достават што повеќе информации во однос на тоа, нели, ако некој сака да си го реши овој проблем, има доста луѓе кои што навистина нели се обидуваат на разни начини да ги отстранат оние влакна од телото каде што нели не се сакани да се видат. Ајде на почеток првин да ни кажете, ме интересира првин, вака нема да го почнам разговорот како што нели е предвидено, би сакала да прашам од што зависи дали ние, значи некој нели е повеќе има изразени влакна, некој помалку, од што зависи? Видете, влакната, значи појавата на влакната на телото во принцип ради две нешта може да се јават. Едно е конституција, така, или извесен, да речам, патолошки проблем во телото. Одреден хормонален дисбаланс може да го зголеми бројот на влакна, така, на несакани места, на видливи места, а оние регии каде што природно сепак нели имаме влакна, им се зголемува густината или отцрнуваат, тоа веќе станува збор за конституција. така. Значи индивидуално. И индивидуално е комплетно, меѓутоа и во едниот и во другиот случај решенија постојат, не е некоја одлика на некој голем здравствен проблем. Тоа се така едни знаци на телото дека проаѓа низ известна промена, низ известни состојби кои што се решаваат, фала му на Бога, и не се никаков посебен здравствен проблем. И во едниот и во другиот случај. Така, значи ова сега што треба да ни го кажете, на некој начин ни го кажете, значи изразената појава на разни делови од телото нели во однос на влакната, од што би можела да биде. Значи за секој индивидуално постојат различни причини во различен период од животот. Од кога почнува ваквата појава? Од кога станува збор за возраста, нели? Така, видете, растот на влакната обично, не обично, туку го асоцираме со пубертет. Значи, од пубертетот и кај мачкиот и кај женскиот пол, влакната почнуваат тогаш да доаѓаат до израз. Самиот процес на пубертет со себе носи хормонски промени, раст и развиток на организмот, нели, пак ќе кажам независно од пол, и во тој момент доаѓаат се оформуваат оние конечни полови промени кои што ние со нас ќе бидат до крајот на животот, меѓу кои е и влакната, значи косматоста на известни регии на телото. Кај машките малце е поодложен тој процес, каде што нели 8 раце, нозе, пубична регија и така натаму, се јавува и кај брадата и така натаму, а кај жените веќе знаеме нели важат сличните правила, меѓутоа тој период тука во тие тинеџерски години се каде што се оформуваат. Е сега, така не замислил некој, не замислила природата да имаме космати регии, да имаме влакна, значи имаат битни улоги кај нас во телото, на нашето тело, значи тоа се пред све помагаат во... Да, тоа сакав да кажам, претпоставам бидејќи нели имаат функција, не е случајно. Да ги имаме зошто и која е функцијата воопшто. Па пред се терморегулаторна. Освен тоа во самата структура каде што е влакното, значи влакното спаѓа под една единица, пилосебоцијална единица,
каде што освен фоликулот на влакното, каналчето каде што искача самото влакно, имаме и жлезди кои што ни ја, како да кажам, лачат супстанца, себум, која што има и заштитна улога, ја потпомага и за флората природна на бактериите што имаме на нашето тело, значи така мултидисциплинарно, да речеме, мултидисциплинарна улога имаат влакната и целата таа пилосебацелна единица. И не случајно се ставени таму каде што се, ништо на човековото тело не е случајно и неразмислено. Ета така еволуцијата стигнала до ова ниво каде што влакната стварно обавуваат известна функција. Меѓутоа, со модернизацијата, општеството 21 век и така натака, влакната стануваат естетски проблем и оној нивна улога се помалку и помалку имаме потреба затоа што живееме во домови, со струја, со хигиена, средства и така натаму. Така да оние иницијални планови зашто биле влакната веќе не се и не толку битни. Затоа гледаме особено понежниот пол да ги тргне колку што може порано и поефикасно. Така да тука доаѓа лазерската епилација како да речем последен чекор во еволуцијата на личната нега и на хигиена. Тоа е една комплетно, модернизирана, современа, софистицирана, безболна и пред се без несакани ефекти метода за ефективно отстранување на несаканите влакна. Се разбира, тоа мораме да го испотенцираме, не е обавезно, не е апсолутно морално, туку кој сака, кога сака, може да си го обави тој процес и да се реши од влакната многу поуспешно и многу по без несакани ефекти, апропо, да речеме, класичните депилации или ленти или не знам восок и така натаму. Така кажам и за тоа, тука ќе се обратам пред нашите гледачи, значи сите оние кои што не следат, знаете, контакт на отворена емисија сме, бидејќи зборуваме во областа на дерматологијата, слободно може да се јавите, да искомуницирате, да поставите некои прашања и за одреденава тема денешна која што говориме, а секако и доколку имате некој можеби друг проблем, слободно може да се јавите, да се исконсултирате со мојот денешен соговорник, доктор Тихомир. На кои обично делови од телото најчесто се јава зголемена влакнатост и сега тука да кажеме во кој период и кога кај жените, кога кај мажите? Вака, малце ќе го реформулирам прашањето. Значи, влакна скоро секаде имаме. Знаеме и сите. Верувам кај понижниот пол тоа повеќето регии се несакани регии каде што имаме влакна, сепак мораме да ги имаме. Воедно фокусот најмногу вака како гледам статистички според пациенти што сме ги имале низ годините, регии кои што најмногу не се барани за лазерска епилација се надусниците, потоа делот под брадата, пазувите и после доаѓаат нозете. Нозете се исто така една популарна регија која што многу често се бара. Меѓутоа работиме и се разбира и раце, сме работеле интима и така. Значи нема всушност ограничување многу на лазерот каде тој може да делува, каде не. Од лицевата регија единствено, многу ретко, а и не е ни препорачливо, сме ги работеле вегите. Значи, односно, оние влакна кои што, да речем, условно кажано, штрчат, каде што жените си приметуваат на себе. Тука не можеме многу, затоа што сме многу близко до очната регија. Сепак, постои извесен ризик и тоа е пред се на докторот одговорност, не е нешто поврзано со апаратот или пациентите. Меѓутоа, тоа е некоја регија која што, да речеме, вака ја избегнуваме. Има некое непишано правило каде што викаме дека оваа линија се надоле можеме веќе да работиме, све што е нагоре постојат други методи и техники кои што, да речам, се посоодветни за третман на влакната него лазерот. Колку време го практикувате во Дермаплус лазерската епилација? Задоволство ми е да кажам вака, сега кога го спомнавте ова, веќе скоро 10 години. Оваа година е така јубилејна 10 годишна и од самиот од прв ден го имаме лазерот со кој што работиме и кој што сме имале безброј задоволни пациенти, не сме имале некои несакани ефекти кои што некому ќе наштетат. Се е тоа таква е природата, значи таква е технологијата на нештата да дозволува ефикасно, брзо и безболно да се решат
овие проблеми. И сега да се навратиме на оние стари методи. Нели, некои употребуваат, како да кажам, она најстара метода со бридж, како да кажам, депилирањето со Апропо восок. ласерот, така. Ајде, со бриджот веќе, можеби, не е толку многу често веќе застапена во ова ново време, меѓутоа депилирањето со восок е како се уште е застапено. Многумина не трпат топло. Сепак восокот е топол, сега има и ладен, меѓутоа нели почесто е топол. Зошто, како да кажам, повеќе би препорачале ласер, што би било понегативната страна во депилацијата со восок, кои се предностите во однос нели ласерот и восокот? Така. Се оди напред и заради тоа нели се случуваат Апсолутно. Има зашто го препорачувам, значи не е само затоа што ете тоа го работам, него стварно има пробенефити за ласерот, апропо депилациите со восок, бричењата и така натаму. Поентата на ласерот е да биде целокупен пакет. Тоа значи да се решите од влакната, да се решите од оние негативни секвели што ги носат старите методи за епилација, што ги набројав. Имено епилацијата како метод што е? Значи го вади целото влакно од својот фоликул. Така. На тоа место станува дупка која што се полни. Нели? Ние сме обкружени со надворешен свет, значи со елементите и нечистотија, фишок од кожа, нели, како што си се лупи природниот тек на кожата и ред други работи, креми и така натаму. Го затнуваат и предизвикуваат на состојба многу често која што се нарекува фоликулит. Значи или воспаление на самиот фоликул. Тој фоликулит сам по себе не е некој здравствен проблем. Топични препарати во вид на антибиотски креми или комбинација кортикостероидна со антибиотска крема, значи не е никаков проблем да се реши. Меѓутоа, проблемот е следен. Секое воспаление со себе носи шанса за флека, за хиперпигментација. И хроничното користење на оваа метода кај известни луѓе тој хроничен фоликулит после секоја депилација фактички што се јавува. Говориме за восочната, значи да. Го флека местото. Так. Значи го флека местото. Тоа воспаление, после тоа воспаление доаѓа до појава на флеки. И тоа е веќе еден проблем кој што многу потешко го решаваме. Колку што една флека постара, една хиперпигментација постара, толку потешко и го решаваме, затоа што тој пигмент со месеците се подлабоко паѓа во кожата и останува малте некако тетоваж. Така да, за да го заобиколиме цел тој момент и го намалиме тој ризик за појава на флеки, едноставно ласерот тука е супериорен. Затоа што не го вади влакното, туку го гори коренот, а преку загревање и топење на таа маса на коренот на влакното, ги уништови сите околни пропратни структури кои што го нели растат влакното и го возможуваат неговото здраво растење. Со тоа каналот нас ни останува затворен, односно ни станува обструиран и нема што да влезе. Автоматски е многу поасептично. Не сме изложени да се случат некои инфекции, некои така. Значи нема ризикот за фоликулит тука е нула. Немаме таков момент, а верувам и вака од праксата многу девојки и жени се решиле за ласер баш поради тоа, затоа што приметиле дека многу им се флекаат нозете, нормално тоа не изгледа ни убаво, ниту пак е здраво. Така да ласерот тука е еден од оние моменти каде што е стварно супериорен. Единствен бенефит на восокот апропо ласерот е што за ласерот треба време. Значи треба трпение, треба X број на третмани за да го постигнеме тој ефект. Како оди процесот, на пример, еве првпат се прави ласер на некој што сака да ги отстрани влакната и дали веднаш се отстрануваат сите влакна со ласерот или тоа оди ефектот е кумулативен. Пати, така. Да. Значи ефектот е кумулативен. Како некој пациент кој што доаѓа првпат за ласерска епилација, прво следи разговор. Значи што кој сме, кој не сме, кога се препорачува, на кого не се препорачува, кој не сме да користи ласер, има ли некоја возрастна граница и така натаму. Се да им така, значи вака на нашите гледачи. Во принцип нема дискриминација однос на возраст. Единствено не се препорачува кај еве да речем девојчиња кои што се во пубертет, нити пак машки, затоа што како што рековме, пубертетот е период каде што секој процес во телото и ендокрин и екзокрин е зголемен. Тоа значи дека ние колку и да правиме ласер, цело време ќе има нови и нови влакна,
Плюс тие влакна не се целосно созреани, го немаат оној момент кој што ласерот максимално го употребува за да го постигне својот ефект. Што ме носи до следниот момент. Кои влакна се погодни? Бидејќи ласерот не е ништо друго освен светло кое што е на известно ниво на спектрумот, видлив. Што значи дека светли влакна, по некоја логика на нешта, и тенки влакна поспоро делуваат. Односно, ефектот е многу поспор кај нив, затоа што светлосниот зрак не е доволно јак да го продре, или пак се одбива затоа што немаме црно, немаме темно влакно. Тоа значи дека оние сега така додека говорите, оние што имаат посветли и потенки влакна, потешко ќе може да се направи ласерска. Тоа е клучниот збор, потешко е, не е невозможно, меѓутоа е потешко. Апропо некој кој што има потемни и црни влакна. Сега тука не е единствената варијабла во равенката каде што црното влакно само по себе не е доволно. Значи доволно е, треба да имаме и тип на кожа. Ние во дерматологијата според Фицпатрик ги регулираме тие работи, односно ги градуираме пигментите на кожата. Во принцип, вака за општата народна маса, за да може да ме разбере полесно, црно влакно на светла кожа е идеална комбинација за правење на ласер. Меѓутоа, тоа не значи дека црна кожа, црно влакно или светла кожа и светло влакно не е. Едноставно има некои преференции во однос на тоа каде што ќе бидеме за нијанса побрзи, апропо некои други. Значи отстранувањето само така побрзо би одело кај црните влакна, поспоро кај. Меѓутоа не е, пак ќе кажам, не е пресудно за да бидеме ефективни. Така. Ефективни сме посекако, единствено се разликува во еден или во два третмана дали некој треба подолго да дојде или не. Освен бројот, односно се извинувам, пигментот на кожата и на влакната, битен и бројот. Ласерот преку термолиза фактички го уништува коренот, значи користи светлина која што го загрева и го топи коренот. Повеќе влакна на едно место или густо набиени, знаат повеќе да ја загреат кожата и да дадат она очекувано пропратно црвенило. Во тој случај одиме пополека и малце го екстендираме тој момент на третмани што треба да се направат со цел максимален комфорт, затоа што не сакаме да направиме повеќе белја него ќер, нели? Така да тоа е исто така многу битно. Во принцип сите активни акутни состојби на кожата, инфекции или некој автоимуни моментот како псоријаза или некоја друга болест, не се препорачува да се прави ласер на таква кожа, затоа што тоа е, велиме, не го сакам тој термин, меѓутоа немаме некоја алтернатива, болна кожа. Так. Таа кожа не е нормална, не е здрава, автоматски ефектот на ласерот нема да биде ист. Може да направиме изгореници, значи едноставно овие работи не се контраиндикација за правење на ласерска епилација. Исто така многу битен момент е ни треба здрав корен за работа, што звучи малце чудно и многу пати сме наишле на прашања, ама како? Значи треба минимум 2 недели да пројде од последната депилација или на било кој метод. На било каков начин, така? Да, било кој процес кој што ќе го излече коренот. Затоа викам депилација, ладна топла, нели? Треба коренот да е оформен и здрав за да го има максималниот ефект. Затоа што ласерот го постигнува ефектот на тој начин што го загрева коренот. Ако нема што да загрее, не може да го постигне својот терапевтски ефект. Што значи треба да пројдат минимум 2 недели од последната депилација за да може да почнеме ние да си работиме. Во меѓувреме, во тие 2 недели препорачуваме методи кои што ги кратат влакната во ниво на кожа. Тоа е депил крема, тоа е бридж и машинки, нели овие што се електричните. Така. Значи со тие моменти исто така мора многу да внимаваме, затоа што луѓе мислат дека ласерот делува на кожата. Не, делува на влакното. А преку влакното и на кожата и така го постигнува ефектот. И многу често сме доаѓале закажан термин веќе со недели напред, а пред 3 дена извршена депилација. Автоматски не можеме да работиме. Така да, затоа велам, треба да се видиме со пациентот, следи една консултација, една кратка анамнеза, за да може да ги поставиме параметрите, да даеме некои проекции и така натаму. Така. Кажавме дека времево е неспецифично сега за ласер, зошто не се прави во топлиот период, зошто само во, еве да кажеме, од десен па до пролет? Не се препорачува, не дека не се прави. Не се препорачува зошто?
Има некои Дерматолошки, состојби во дерматологијата, се извинувам што прекинувам, што на пример не се препорачуваат кога е топло време. Еве да ги споменеме тука и кератозите, и бемките тие што се секој вирусните папиломи кои што не се горат исто во лето. Секој полуинвазивен или инвазивен метод во дерматологијата. Заради топлото време? Не е ради топлото, тука е ради UV-то од сонцето. Так, добро. Топлината сама по себе можеме и зимно време да ја начекаме. Луѓе спортуваат преку цела година и така натаму. Значи не е тука проблемот. Проблемот е UV зрачењето. Так. Сонцето на било каква воспалена кожа Уште повеќе делува лошо. Оној момент што го дискутиравме за хиперпигментацијата, летно време викаме дека е поизразен. Зошто? Затоа што сонцето е посилно. UV-то индексот е посилен. Ласерот тука доаѓа во оваа равенка. Што е изгорена кожа, односно што е темна кожа, тоа е изгорена кожа. Затоа што може да убаво изгледа естетски, меѓутоа не е здраво. Затоа што таа кожа е темна затоа што она компензирала да се спаси од UV зрачењето. Да, ма сите кога ќе отидеме на одмор гледаме што повеќе да поцрнеме. Да, меѓутоа тоа е многу погрешно. Знам дека изгледа добро, знам дека е естетика во прашање, меѓутоа кога се прашува здравјето на кожата, не е здраво, затоа што таа кожа е напатена. Се борела да создаде повеќе меланин за да го заштити телото и за да заштити своите клетки од UV зрачењето. Таа кожа е на еден начин кажано во шок. Ласер, кога се прави на таква кожа, постои многу мала шанса да го набрка, условно кажано, тој пигмент и да остави беле флики. И тоа сме го гледале многу пати во пракса од колеги кои зборат на конгреси и на собери за менеджмент со несакани ефекти од ласерот. Грешката не е во пациентите, грешката е во лекарот што дозволил да се прави такво нешто на таква кожа. Така да затоа велиме не е можеби најсоодветен, затоа што ретко кој би направил замена да не оди на одмор за да прави ласер. Ете така. Значи фактички тука е тој момент каде што кожата треба да одмори од тоа UV зрачење за да може ние безбедно и нели успешно да делуваме. Да објасниме, не се препорачува во лето заради штетноста на UV зрачењето, заради сите оние работи што се... Не можам децидно да кажам дека не се препорачува, ќе кажам зависи. Зависи колку е поцрнета кожата, затоа што 3 минути на сонце не е исто како 15 дена на одмор. Добро, во секој случај значи може и во лето, меѓутоа да се консултира. Меѓутоа сепак треба една консултација, една евалуација на кожата да се види, па и да се планира унапред, затоа што сепак постои една шема на која што се работи ласерот. Колку третмани се потребни за на некој начин еве да кажеме дека можеме трајно да ги отстраниме несаканите влакна стега или зависи конкретно каде би фирмата сакале или да производителот, како и нашето искуство, земено во збир сите регии на телото, кај сите возрастни групи и сите типови на пациенти и пигменти е 4. Значи, ние може да кажеме дека во просек после 4 третмани го постигнуваме оној ефект кој што нели го наложува и ласерот. Говориме 4 третмани еве само на нозете ако сакаме. Небитно, било каде, да. Значи говорам просекот така е на 4. едно место. Затоа викам тоа е просек. Се разбира, нозе ќе се разликуваат според апропорација. Така. Например, самата форма и анатомија на влакната е многу поразлична на нозе, како што е на раце, како што е на лице. И сето тоа влијае во тој целокупен збир, во таа равенка за успешно нели менаџирање со третманот за епилација ласерска. Така да би рекол просекот е 4. Тоа може кај некога е 3, може кај некого 5, 6, индивидуално е. Меѓутоа без 4 ретко кога сме онака 100%. 4, а временски колку мора да има пауза? Значи шемата на работење на ласерот е следен. Доколку нели онаа евалуација првична пројде, нема депилација, здрав е коренот се, почнуваме да работиме. Препораката е да се доаѓа на 4 до 6 недели поеднаш, затоа што во тој период влакното е во онаа идеална фаза од својот раст, каде што ќе биде најподложен на наредниот ласерски зрак. Значи, 4 до 6 недели еден третман, па пак. И онда тогаш веќе може да дискутираме за еден траен ефект, меѓутоа и тоа сепак мора еден дисклеймер да дадам, значи не ми се допаѓа тоа кога се рекламира трајно. Да, траен е ефектот, меѓутоа сепак има рок. Не е бесконечно траен. Значи, после тие 4 до 6 третмани, односно 4 циклуса на работа, ефектот трае отприлика година
нешто повеќе. Од кога ќе се заврши последниот? Откако ќе се заврши Добре. последниот, ефектот трае отприлика 1 година, можда малце повеќе. И потоа се доаѓа еднаш или 2 пати годишно само за одржавање. Тогаш, значи со тие 1-2 третмана годишно ние гарантираме нели Дека константа. така. Дека тие влакна нема да растат, нема да се јават и така натаму. Тоа би значило дека кога веќе ќе се направат тие 4 третмани, така рековте, па потоа еднаш во годината, дали се чувствува прорачување на влакната? Апсолутно, уште од првиот Так, уште од првиот третман се видливи ефектите. Практички се оди поредко, па да затоа реков дојде до ефектот некој е кумулативен. Да, значи после првиот третман тој не е нас ориентационен третман го викаме, каде што па знаете како понатаму, така, значи ние како лекари од тука како практиционери кои што работат на таа проблематика може да дадеме една проекција кај пациентот колку третмани би му требало отприлика. Од првиот третман некои си 30 до 40% од влакната отпаѓаат. Меѓутоа, ако не се доаѓа редовно, се враќа, брзо се регенерираат, затоа што еден третман не е доволно да се постигне тој успех. Затоа рековме, отприлика 4 третмани е просекот. Така. Ме интересира само подпазувите, нели обично се наоѓаат оние нели лимфни јазни. Па има ли тоа улога ако се работи во тој предел, колку е тоа нели безбедно, бидејќи знаеме дека често пати некој кога нели сака и на поинаков начин да ги отстрани влакната под пазувите, пак се случуваат некои проблеми. Таа стигма сакам да ја разбијам. И со право до негде владее скептицизам за ласерот, затоа што немаме доволно информации, кај нас и не е така. Сега е веќе популизирано, меѓутоа пред извесен број на години владеа многу митови во врска со ласерот. Тука сум да ги разглобам еднаш и за секогаш. Ова е безбедна машинерија, значи ова е безбеден третман, каде што ништо друго во телото нема да пати освен влакната. Тој е така калибриран прецизно за да ги фаќа само влакната. Затоа има известни параметри кои што според кои ние како лекари се решаваме нели за кој ласер да го купиме. Одбираме фактички која бранова должина нас ни треба. Постои бранова должина на ласери за вени, за капилари. Постои бранова должина за флеки, постои бранова должина за влакна. Значи сите тие работи за фоторејувенација, се тоа различни параметри, меѓутоа тој параметар што е за влакна, таа бранова должина е ефикасна само за тоа. Нема ефекти на кожата, нема ефекти на лимфни јазли, безбедно е во бременост, безбедно е за сите други состојби. Рековме каде не го препорачуваме, кога имаме активни инфекции, кога имаме активни болести на кожата, лезии и така натаму. Значи, и кај младите додека не им помине пубертетот, уште еднаш да потенцираме. Да, меѓутоа тоа не е за здравје, туку е за да бидеме ние ефективни. Безбеден е производот. Не може ништо лошо да се случи, меѓутоа за да биде третманот ефикасен, да може да се остане. Мора да има известни параметри за да ги исполни пациентот за да бидеме ефикасни, инаку. Значи да потенцираме уште како за крај на ова, сакам да нешто да поразговараме и за ова време сега топлово, дека нема несакани ефекти во однос на ласерската епилација и дека можат сите да го користат. Само сакам да кажам колку луѓето се заинтересирани да го практикуваат тоа, бидејќи кажавте 10 години дека го практикувате во Дермаплус. Имам интерес. Секоја сезона, секоја година, и во зимскиот, и во летниот, и во пролетниот период имаме пациенти, задоволни пациенти. Секогаш имаме нови, меѓутоа ги имаме оние задоволните кои што се враќаат за оние дози на одржување. Пак ќе кажам, значи одзивот е задоволни се. Јас не констатирам, јас ги прашувам. Кога ќе ми речат како ти изгледа докторе, не треба јас тоа да го кажам, треба вие да ми кажете како сте вие задоволни, затоа што тоа ми е мерилото колку сме успешни, колку е добар ласерот. Така да ефектите се феноменални, нели и цените се приуштиви, не е тоа некои баснословни цифри, скоро секој може да си го дозволи. Така да топло препорачувам да се проба. Сега тука некаде би го завршиле овој дел, би сакала, имам уште 10 минути, да го искористам вашето присуство со оглед тоа дека веќе на големо нели е летото почнато, луѓето одат по одмори, па и ние што не одиме, нели што сме изложени постојано на сонце, бидејќи знаеме дека кожата е еден од најголемите органи во човековото тело и кожата се памти во текот на животот. Па колку е важно ние и како треба да се грижиме воопшто за својата кожа?
тоа не е нешто што можеме да го кажеме во 10 минути. Така, меѓутоа еве неколку насоки. Што можам да дам некои насоки, да, точно е. Кожата има, значи, голема способност да памти, условно кажано. Всушност, она е фактички билбордот на нашето здравје. На кожата се сите манифестации кои што доаѓаат од внатре или од надвор. Така да негувањето, осим што има заштитна функција, има и респираторна функција, имунолошка функција, значи кожата е најголем орган, а би рекол и меѓу топ 5 најбитни. А некако најмалку посветуваме внимание. Да, затоа што многу брзо проаѓаат работите на кожата. Дали ќе било каснатина од комарац или гнемнатина, зараснува и се заборава. Меѓутоа, во однос на влијанието на зраците и сонцето, колку е тоа важно ние да многу е битно да ја заштитиме. Значи морам да го потенцирам тој, знам дека некому ќе нема да му се допаѓа ова, меѓутоа сончањето и хроничното изложување на УВ радијација е мощне проблематично за кожата. Оној момент на памтење што го рековме, кожата старее. Значи не старее само со времето, старее и со УВ-то. Так. Се губи нејзиниот квалитет, паѓа нејзината способност да си ги врши своите функции, а сето тоа се одразува на кожата негативно и ние тоа го приметуваме. Старењето на кожата, значи губи боја, ја губи она природна розева боја така, која што е нели од на времето, да. Одраз на здравје, на здраво тело, здрава состојба. Се појавуваат брчки, се суши, се дехидрира, се појавуваат флеки, се појавуваат бемки, значи едноставно како што реков, значи она ни огласна табла дека тука ги гледаме сите проблеми и може да знаеме до каде сме и што грешиме. Заштитата од сонце е многу битна. Ако веќе нели не може да кажеме да не одиме на одмор и да не се изложуваме, да се користи соодветна заштита и да се консултираат луѓето со своите дерматолози доколку ги имаат, доколку не. Обично многу грешат. Луѓето одат на плажа, па тогаш се мачкаат со заштитни креми. Секогаш кога сме говореле во однос на тоа нели како треба ние да нанесеме кремата за сончење, дека треба половина час пред да се изложиме на сонце. Се слагам со тоа. Да, така? Апсолутно. За да има некоја заштита, да. За да го постигне одма ефектот. Меѓутоа тоа не е доволно. Не е идејата само еднаш да се намачкаме и цел ден да останеме на плажа. Така, колку треба. Да останеме на плажа. Меѓутоа, во зависност од тоа како фактор се користи, од прилика на толку интервали треба да реаплицираме, затоа што ако е 30 на 30 минути, ако е 50 на 50 минути. Да, меѓутоа тоа не е екзактно. Тоа е, како да кажам, вака некој популарен муавет, меѓутоа да, од прилика така функционира. 30 фактор летно време, искрено да кажам, е малку. 30 фактор е доволно летно време за преку ден во работна недела. Меѓутоа за одмор, за плажа, за планина, за негде каде што константно сме изложени, 50 фактор е оно идеално место. И тој 50 фактор треба од прилика на некои си 40 на минути 50 да го реаплицираме, за да пружиме заштита на нашата кожа. Додека е помлад човек, повеќе трпи, повеќе толерира, кожата му е поздрава се. Меѓутоа, како стариеме, така таа способност опаѓа и несаканите ефекти од сонцето се поизложени. Так. Чувајте се сега, инвестирајте во староста. Так. Сега ме интересира, често пати нели се случува кога ќе одиме на одмор да изгореме па да се појават оние нели црвенила кои што потоа тешко нели ги санираме. Дали тие проблематични места каде што ни се случило нешто такво може понатаму подоцна во животот нешто да се случи со кожата на тие такви места? Од неколку пати би рекол не. Ако со години се гори, тогаш веќе најдуваме на проблем. Така. Тоа место и положно за појава на кожниот карцином, значи појавата на меланом, на некератинизирачките, другите тумори на кожата, значи дерматоонколошки проблеми би рекол. Осем тоа, флеки, пигментации, пеги по кожата, сето тоа не изгледа убаво, не е ни здраво и е резултат на тие хронични горења. Така да едноставно тука мора многу да се внимава. Она повремено горење секому се случило, секому од нас. Така, да. Некогаш не сме биле свесни дека не грее сонце, некогаш сме заборавале да се намачкаме, небитно, меѓутоа додека е тоа се контролирано. Така. Немаме проблем. Кожата брзо се регенерира, нема трајни последици. Хроницитетот е тој убиствениот. Тука треба да внимаваме. Така. Меѓутоа, само би сакала една компарација да направам, како да кажам, можеби пред 30 на години повеќе.
сонцето и не беше толку многу штетно. Апсолутно, и тоа се минува. Значи, се до UV-зраците Така е. и до тоа штетно влијание кое што толку многу се потенцира во летниот период, заради тоа треба ние толку многу да се штитиме, бидејќи порано можеби не беше толку UV индексот висок. Барем колку што јас се сеќам, еве, ја спомнавте хиперпигментацијата, многу е честа во последниве години. Тоа е заради тоа ли се е некако, како да кажам, на кожата. Пред 30 години многу беа работите други. Значи не беше само сонцето проблем. Кои се причините за се тоа што се случува, сакам да кажам? Едноставно и науката мрдна напред за да идентификува и многу други проблеми освен кожни тумори. Така. Затоа сега имаме повеќе состојби асоцирани со горење на сонце, со хроницитети од UV зрачење и така натаму. Да, факт, сонцето не е исто пред 30 години сега, нели, озонски дупки, климатски фактори, промени и така натаму. Меѓутоа, позитивното е што денеска имаме многу посоодветна заштита апропо пред 30 години. Така да се превенираме, многу подобро да се заштитиме. Така да би рекол дека многу работи се сменети, не треба да се задржи тој трендот пред 30 години, треба да се биде up to date. Значи треба да се слуша, да се гледа, да се пратат препораки, меѓутоа да се пратат препораки од лица кои што знаат и соодветни да го дадат тој совет. Така, секогаш кога станува збор за кожните проблеми, без разлика дали станува збор за алергиите, за дерматитите, за псоријазата и така натаму, за било што и да се појави на кожата, тоа сакам на крај како да потенцирам до нашите гледачи, сепак треба да се консултира дерматолог, бидејќи нели затоа вие постоите и затоа сте вие специјалност за да кажете што понатаму и како да се реши проблемот. Да кажеме само, ласирската апелација може кај сите, нема некои сакани ефекти, а за топлото време луѓето да обрнат повеќе внимание и да се чуваат. Би сакала исто да ти се заблагодарам, ми беше многу пријатно што еве за прв пат си соговорник. Договараме уште една емисија да направиме, се надам ќе ја посетиме во Дермаплус, и тоа да го реализираме. Ви посакувам многу успех во сето нешто го работите, постоите долго време. И секако се надевам дека што поскоро ќе се сретнеме повторно за да направиме уште една информативна емисија во однос на сето на вие што го работите. Благодарам. Ви благодарам на вас. Почитувани гледачи, тука некаде и јас ќе ве поздравам за денес и благодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, чувајте се, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.